Чувани граѓани, наречи се една недела од вториот изборен круг, одовде од Ресен, бисерот од Преспа, испраќаме порака на обединување. Обединување на сите етнички заедници, но и на сите социјални категории, затоа што развојот на општина Ресен е во интерес на сите граѓани. Ова се важни локални избори затоа што од исходот ќе зависи и днината на Ресен и на останатите општини. Од исходот ќе зависи дали парите од буџетот ќе одат во општините и граѓаните или пак во споменици, бикови, палми и жални врби. Во овие 4 години постигнавме сериозни успеси во делот на економијата, при тоа соочувајќи се со последиците од пандемијата на коронавирусот. Сите плати се во просек зголемени за над 6000 денари или за најмалку 100 евра. Невработеноста е на историски најниски 15,9%. За 300% ја зголемивме социјалната помош. Зголемени се субвенциите за земјоделците преку проектот Мој ДДВ, преку 36 милиони евра вративме кај граѓаните назад. 40-400 граѓани добија директно пари од буџетот. Што се однесува до земјоделците, до воштарите и до јаболкарите, кои се најзастапени овде. За 20% ги зголемивме субвенциите за одржување на овошни насади за земјоделците со развоен капацитет, а субвенцијата за продадена јаболка се зголеми од 2 на 3 денари по килограм. Субвенцијата за одржување на насади е повторно зголемена и тоа од 33.000 денари на 41.000 денари по хектар, а дополнително кај оние овоштари кои имаат од 1 до 5 хектари поддршката порасна од 39.600 на 50.000 денари по хектар. За овоштарите кои имаат насади во подрачје со ограничени можности во области над 700 метри надморска височина, како што е овој регион, субвенциите се зголемени за дополнителни 15%, односно поддршката изнесува 57.500 денари по хектар. Вложуваме и во локалниот развој. Со 50 милиони евра ги раздолживме општините, а потоа вложивме 500 милиони евра во реализација на над 7000 локални проекти. Сето тоа зборува за нашата посветеност да вложуваме во луѓето, да вложуваме во локалниот развој. И овие успешни политики мора да продолжат, а ќе продолжат само ако сме сплотени, само ако се обединиме околу идниот развој на Ресен и на државата. Затоа ги повикувам сите граѓани да се обединиме и на 31 октомври да гласаме да продолжи грижата за граѓаните, да продолжи помошта кон земјоделците, да продолжат да растат платите и пензиите, а парите да се враќаат назад кај граѓаните. Да гласаме да продолжи развојот на Ресен, да гласаме за бројот 12 и Живко Гошаревски.